Започнуваат вестите на Канал 8. Добар ден. Непроменета е состојбата со штрајкот во Кочанските и Виничките основни и средни училишта, а известни притисоци на оние кои сакаат да се приклучат кон штрајкот има. Раководството на СОНК на вонарна седница во Скопје. Непроменета е состојбата со штрајкот во основните и средните училишта во Кочани. Наставниците и професорите од Кочанските и Виничките училишта и денеска се на своите работни места и не се коментира за евентуален штрајк, информираат директорите на училиштата. Раководството на регионалниот одбор на СОНК, чиј председател е Тоше Геров, останува на своето за продолжување на штрајкот во училиштата се до исполнување на нивните барања, стопирање на казните од екстерното и покачување на платите на просветните работници. Иако јавно не сакаат да проговорат, сепак одредени професори кои сакаат да се приклучат кон штрајкот имаат известни притисоци за нивно неприклучување. Геров информираше дека сите председатели на регионалните одбори на СОНК денеска во Централниот одбор на СОНК во Скопје, начело со председателот Јаким Неделков, ќе одржат воредна седница на која ќе се разговара за моменталната состојба со штрајкот и негово продолжување во наредниот период, како и за евентуални преговори со Министерството за образование и наука и изнаоѓање заеднички прифатливо решение. Според председателот на СОНК Јаким Неделков, штрајкот продолжува со ист интензитет, а по вчерашните состаноци уште неколку синдикални организации се приклучиле кон штрајкот. Неделков информираше дека во училиштата на ниво на Македонија вработените наставници имаат притисоци за неучество во генералниот штрајк. Според нивните спроведени анкети, 70% од членството се во штрајк. Неделков додава дека се уште нема никаков одговор од Министерството за образование на информацијата за генерален штрајк и неотстапување од барањата. Инаку, според законските измени во училиштата каде што се штрајкува, директорите се обврзани да обезбедат замени за професорите за непречено изведување на наставата. Високо ниво на загаденост на воздухот во Кочани бележи службата за следење на загаденост на град Скопје. Од Центарот за јавно здравје велат дека такви мерења и испитувања не се прават во Кочани и затоа не можат да излезат со потврда или официјален став за квалитетот на воздухот. Кочани во моментов се наоѓа во градовите со многу високо ниво на загаденост на воздухот, веднаш по Скопје и Тетово. По Кочани се Кичево, Неготино и Миладиновци. Со високо ниво на загаденост е и Велес, но е за нијанса подобро отколку во споменатите општини. Од Центарот за јавно здравје во Кочани информираа дека тука такви мерења и испитувања на загаденост на воздухот не се извршуваат, па податоците се само на ниво на град Скопје, од каде што поради алармантноста на ситуацијата, нарушениот квалитет на амбиентниот воздух и надминување на граничните вредности на партикуларните честички, излегоа со препораки до граѓаните. Движењето на отворен простор да се сведи на минимум, односно само на неопходни излегувања, да не ги проветруваат просториите во кои престојуваат и без поголема потреба да не користат автомобил, туку средства за јавен превоз, а малите деца, бремените жени, хроничните болни и постарите лица да не излегуваат на отворено. Исто така се препорачува да не се користат уреди за затоплување на просториите и при затоплување на домовите да не се користат недефинирани горива и отпадни материи. За возачите препораките се да се почитува сообраќајната сигнализација за движење низ градот. Со почитување на наредените мерки и препораки ќе се даде личен придонес за подобар квалитет на воздухот, што е заедничка потреба и цел на сите. Белата чума и понатаму коси. Виница бележи континуиран пат на наталитетот во последните 4 години. Бројките на новороденчиња во Виница во последните 4 години имаат надолна тенденција. 220 во 2011 година, 180 во 2012, 170 во 2013 година и 156 новороденчиња во минатата 2014. Во храмот Свети Архангел Михаил во 2014 година се реализирани 128 крштевки, а 55 венчавки. Бесплатна крштевка добиле 15 новородени трети деца, а како четврто и пето дете се крстени само 2 деца и покрај силната кампања и владините субвенции за зголемување на наталитетот. Според податоците што ги имаме од здравствениот дом, во 2014 година во општина Виница се родени 156 бебиња, за жал помалку од претходната 2013 година.
Она што го имам исто како податок од црквата, починале 112 луѓе, во Виница има наталитет, меѓутоа тоа е малку и еве да посакаме следната оваа година да има уште повеќе рожби. Од општиот низок животен стандард во земјава не е иземена ниту Виница, без оглед што процентот на невработени во оваа општина е најнизок и е ист како европскиот просек. Тоа е главната причина за падот на наталитетот, но на што е исто така карактеристично за оваа општина е што добар дел од населението е на привремена работа во странство, а голем е бројот и на семејства кои трајно се иселени од Виница, најмногу во Швајцарија, Италија и други западноевропски земји. Конкретно, бројките говорат дека Виница брои околу 19.000 жители. 4% од населението активно, а уште 6% пасивно бараат работа, а во последните 15 години се иселиле околу 6.000 лица. Легализацијата на дивоградбите не оди според планираната динамика, па 40% од поднесените барања во државата се уште не се завршени. Главна причина за тоа се неподнесените геодетски елаборати, поради што од Министерството за транспорт и врски ги повикуваат граѓаните навремено да ги достават потребните документи. Граѓаните да не го чекаат крајниот рок за да ја завршат постапката за легализација на бесправно изградените објекти за кои поднеле барање до надлежните општински служби. Со таков повик излегува од Министерството за транспорт и врски, а што се однесува на сите оние кои се уште не доставиле комплетна документација, односно на кои им недостасува геодетски елаборат. На тој начин постапката е закочена и постои можност до крајот на оваа година, до кога истекува рокот, објектите да останат нелегализирани. Според министерот Јанакиевски, главен фактор што легализацијата оди забавено и што досега се завршени 60% од предметите е немањето геодетски елаборат во барањата. Околу 40% од граѓаните немаат се уште доставено геодетски елаборати, инаку на територија на Република Македонија некаде околу 112.000 предмети се веќе или објекти се веќе легализирани. Јанакиевски апелира до собствениците на диво изградените објекти кои навреме поднеле барање за легализација сега да го обезбедат и потребниот документ. За да им се помогне пак на семејствата кои испаѓаат во социјално ранливите категории, регионалните канцеларии на Агенцијата за катастар бесплатно ја изготвуваат неопходната документација. Возможивме со законски измени да државата, односно Агенцијата за катастар на недвижности, изготви геодетски елаборати за нив. Некаде околу 800 геодетски елаборати се изготвени од страна на катастарот. Во општина Кочани процентот на завршени предмети е под просекот на ниво на држава. Односно, досега постапката е завршена за околу 45% од барањата. До истекот на законскиот рок за пријавување на бесправно изградените објекти, кај нас беа поднесени околу 6.000 барања. Според законот за легализација, крајниот рок за доставување на геодетски елаборат е до крајот на годината. Годинава над 33 милиони евра се обезбедени за субвенционирање на руралниот развој во Македонија. Најголем дел треба да се поделат за подобрување на инфраструктурата, модернизирање на производството и подобрување на квалитетот на животот во руралните средини. И оваа година ќе продолжи субвенционирањето на руралниот развој во Македонија, за што се обезбедени околу 33 милиони и 250 илјади евра. Парите се поделени во две категории, при што од вкупната сума близу 95% се планира да бидат наменети за помош на млади земјоделци, за инвестирање во модернизација на земјоделското производство, за органско производство, како и за подобрување на квалитетот на живот во руралните средини. Дел од парите ќе бидат поделени и за подмирување на неисплатените субвенции од претходните години. За мерките од оваа категорија можат да конкурираат земјоделците, агробизнисмените, како и дел од јавните институции. Средствата за модернизација на земјоделските стопанства се распределуваат како неповратна финансиска поддршка. При тоа, близу 240.000 евра се за набавка на добиток, исто толку за набавка на опрема за наводнување со систем капка по капка, 317.000 евра за подигање лозови и овошни насади, а остатокот за набавка на земјоделска опрема и механизација, како и за набавка на пчелни матици. Сепак, земјоделците и понатаму остануваат на ставот дека е потребно со неисплатените субвенции за изминатите години да им се пребијат долговите кон јавните институции. Ако имаш дуг према државата, да речеме, водна заедница, пашарина, највише ги тие работи, они гледа јапонска помош или неплатен концесија према државата, автоматски си одбиен и немаш право на субвенции. А сега ќе го имаш правото да ги земеш субвенциите или да ги пребиеш.
Оваа година за развој на земјоделското производство планирани се близу 102 милиони евра. Вкупно со субвенциите наменети за руралниот развој, директната финансиска поддршка годинава за аграрот ќе изнесува 150 милиони евра. Дваесет случаи на заболени од грип регистрира Центарот за јавно здравје од Кучани од почетокот на новата година. 10 пријави се во последната недела. Состојбата не е алармантна, но лекарите сепак даваат препораки за заштита. Вкупно 20 пријави на заболени од грип од почетокот на годината пристигнале во Центарот за јавно здравје во Кучани. Мало покачување Центарот бележи последната недела, кога се регистрирани 10 нови случаи на заболени, додека во првата и втората недела од новата година бројката е незначителна. За периодот од 2015 година, значи почетокот на годината до сега, првата недела имаме една пријава за заболен од грип, втората недела 7 пријави, третата недела, значи оваа недела, веќе се 10 пријави. Тоа е вкупна бројка и 2 пријави од 48 недела 2014, значи до сега 20 пријави се достасани кај нас, пријавите достасуваат од матичните лекари. Заболените се на возраст од 15 до 64 години, информираат од Центарот и ги посочуваат основните препораки за заштита. Препораките остануваат исти, значи консумирање на витамини повеќе, проветрување на просториите и секој кој ќе има симптоми на грип ќе се јави кај својот матичен лекар за понатамошни насоки. Пријавите на заболени од грип се на ниво на трите општини: Кучани, Чешиново, Облешево и Зрновци, од вкупно 25 приватни здравствени установи. Со свеченост закажана за вчетврток попладне во Виница ќе биде отворена новата галерија. Изградена е на местото на поранешната турска бања. Промоција на богатството на разликите и зачувување на културно-историското наследство во функција на регионалниот развој. Во Виница е предвидено свечено примопредавање и пуштање во употреба на реконструираниот и пренаменет објект од некогашната турска бања во галерија. Центарот за развој на Источниот плански регион и општина Виница по повод пуштањето во употреба на објектот во галеријата за промоција на археолошки, културни и етно обележја на Источниот плански регион ќе организира свечена промоција, примопредавање и официјално пуштање во употреба на објектот. Свечената промоција ќе се одржи вчетврток со почеток во 12 часот и 30 минути. На отворањето ќе бидат презентирани и целосните резултати од спроведувањето на проектот. Објектот кој беше целосно руиниран и запуштен со новото урбанистичко решение, освен што прераснува во галерија, ќе содржи и 2 простории, од кои едната ќе биде наменета за преноќевање на гости. Проектот чинеше 3 милиони и 400 илјади денари, а средствата беа одобрени од Бирото за рамномерен развој преку Источниот плански регион. За изградбата на овој објект, општина Виница издвои 400 илјади денари од општинската каса. Следуваат информациите од спортот. Иван Јанев потпиша за Бучи Мјака од Радовиш. Договорот е постигнат по претходна понуда од клубските челници. Кочанскиот борач ќе стартува со надпревари веќе во февруари. Големиот македонски боречки талент Иван Јанев потпиша за боречкиот клуб Бучи Мјака од Радовиш. Со тоа ја прекина децениската верност кон Спартак, чии бои ги бранеше од најмала возраст. Мотивите се лични, но на одлуката влијаела и лошата состојба во која се наоѓа кочанскиот клуб. Па како прво, значи желбата за уште поголеми резултати, значи за учество на повеќе надпревари, на меѓународни надпревари, со кој се надевам дека со екипата на БК Бучи, значи со тоа ќе се возможи. И после, значи, толку години поминати во кочанскиот клуб, значи знаем какви се условите, мораше да ја променам средината. За кус период Јанев треба да настапи на државното и зборното првенство во конкуренција на јуниори во својата категорија до 60 килограми, но и во категоријата сениори, овој пат бранејќи ги боите на поранешниот светски шампион во борење. Сега веќе од месец февруари имаме изборни првенства, државни за јуниори, за сениори, ќе имаме меѓународни надпревари исто така. Државно првенство ова година ќе има и до 23 години исто и ќе има многу надпревари. По очекувањата секогаш се големи.
па ќе видиме, очекуваме резултати подобри и од меѓународни надпревари, од поголеми надпреварувања медали. Прв повик на фудбалскиот клуб Осогово по паузата. Започнаа подготовките за пролетниот дел од сезоната. Прв повик на фудбалскиот клуб Осогово по паузата, со амортизирани очекувања и реални амбиции, уште од стартот почнаа подготовките на кочанскиот третолигаш за пролетната полусезона. Ростерот не е дефинитивен затоа што до средината на идната недела ќе се знае дали кон жолто-синиот табор ќе се приклучат и нови засилувања. Денес ги почнавме подготовките на градскиот фудбалски клуб Осогово. Присутноста денеска е во мал број, но имаше најавено доста фудбалери дека ќе бидат од оправдани причини отсутни, но во наредните денови ќе се комплетира екипата. Што се однесува до врските на градскиот фудбалски клуб Осогово према играчите е целосно подмирена. Што значи тоа? Со мало задоцнување, но сепак ние успеавме да се одолжиме на играчите што беше обекено и се тоа исполни. Во однос на фудбалерите нови, имавме разговори со неколку фудбалери, едно четворица. Бевме во преговори, но се уште се немат изјаснето. Така да уште некој ден ќе почекаме, ако се позитивно изјаснат, можеме да се договориме за тоа. А ако не, ќе останеме со тај играчки кадар, ќе се ослониме на наши играчи од општината, со млади, перспективни деца, па се надеваме на успех и во пролетниот дел од првенството. Подготовките на фудбалскиот клуб Осогово, како по обичај, ќе се одвиваат на градскиот стадион Никола Мантов, бидејќи финансиите се ограничени. Ќе се одвиваат во 3 фази, значи физичка подготовка, техничко-тактичка припрема и нормално пријателски надпревари, каде што ќе темпираме формата и воигруваме екипата за да го извлечеме максимумот од неа. Инаку на самиот почеток почнавме со 11 фудбалери, имаме најавено неколку фудбалери оправдано отсутни. До понеделник очекуваме да се комплетираме сите, имаме 2-3 млади дечиња кои што се приклучија, така да тоа од прилика за засилување немаме ниту едно од страна. Со тие кои се шосе ќе пробаме да направиме компактна екипа која што ќе биде достоен противник на секоја екипа во лигата. Реално амбициите на фудбалскиот клуб Осогово во овој момент се обезбедување мирна пролет. Првото место е сон, бидејќи многу се оддалечени првопласираните екипи, така да ќе пробаме овој период да го искористиме да ја воиграме колку што можеме повеќе екипата. Како што најави управата, денес стартуваме со подготовки на градскиот фудбалски клуб Осогово. Како што кажа и председателот во неговото излагање, управата оваа пролетна сезона е насочена кон играчи од нашата општина. Некои што, например, јас сум со мала пауза повторно со екипата, се надева на добри подготовки, на успешен пролетен дел. Што е можно погоре од табелата да се искачиме, да се оформи некоја екипа, па ако нема некој поголем успех за оваа сезона, се надевам за наредната сезона подобар успех со подобра екипа стварена, така. И покрај тоа што амбициите за клубот се изгубени во првата полусезона, значи за нешто поголеми резултати, ние сме тука достојно да ја завршиме оваа полусезона, фактички цела сезона и да остане она достоинствено, значи да ја завршиме целата сезона. Осогово полусезоната ќе ја започне како шестопласиран со 17 бода, 10 помалку од водечката Беласица.
Вестите на Канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер. Довидување.